Продажбата паѓа, цените растат, до ваков заклучок дојдоа аналитичарите на пазарот на нови возила во Соединетите Американски држави откако ги сумираа прелиминарните податоци за продажбата на возила за минатата година. Според нивните проценки, бидејќи податоците се уште се нецелосни, лани таму се продадени 13 милиони и 950 илјади возила, што е за околу 15% помалку од претходната 2019 година. Но она што е интересно е дека во вакви услови просечните цени на продадените возила пораснаа. Имено, купувачите на нови возила во четвртиот квартал лани во просек платиле по $40,200, а во декември по скоро 40,600. Ова тие го објаснуваат со фактот што во услови на криза опаѓањето на продажбата е поизразено кај поевтините, отколку кај поскапите возила, но и на поголемата популарност на теренците и пикапите чии цени стануваат се повисоки. Според нивните проценки, половината од вкупниот број продадени возила лани во Америка се теренци, а 20% пикапи. Истовремено со порастот на нивните цени, растат и сумите на одброените кредити за купување возила. Според банките, просечно учество во четвртиот квартал се покачило за 9,4% на нешто над $4,700, додека кредитираниот износ пораснал за 5,5% на $35,400.